Тестото стасува за снегулката на погача, а вие, почитувани гледачи, имате можност да се запознаете со еден прекрасен човек кој што е наследник на еден голем анџија, познатиот Трајан, од селото како му донел добро и на него и на неговото семејство, за да го прехрани своето семејство и да го поминува својот живот низ различни периоди во Република Македонија. Неговиот наследник, господинот Кирило Блажевски, е денес заедно со мене. Добро утро, добро ми дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата, кој што не поканивте за оваа емисија. Почнува од една монографија која што вие се инсистирале да се напише за вашиот татко Трајан, познат како Труман, и за вашиот дедо Неделко, од кој што всушност и потекнува лозата, како што ве нарекуваат, Трумановци од Мургашево. А Мургашево е тука споменато токму затоа што дел од животот поминал вашиот татко и таму. Сега, на самиот почеток, јас би сакала да споменам дека имавме едно прекрасно село кое го гледаа нашите гледачи со Томче, станува збор за селото Велмевци, и всушност вие ќе ни кажете од каде името на ова село и каква е приказната на вашиот татко во ова село за кое што е напишана и монографија. Па во кратко јас би кажал дека ова село името го добило од кој што имав соговорници од село Велмевци. Во средината на 15 век во селото Велмеј, Охридско, се убил некој, загинал некој си бек, а христијанското население, плашејќи се од репресали, почнало да се иселуваат од тоа село, така да неколку семејства преку Илинска планина прешле во еден простор кој што самите тие го нарекле Велмевци. Така да тоа село постепено се наголемувало и кои што пристапувале доста села на другите села. Така да и семејството на мојот дедо Неделко, кој што потекнал од цело прострање, се преселил и дошол во Велмевци. Така да за време на Илиденското востание ова село прераснуваат во 150 домаќинства со околу 800 до 1000 жители. Тоа население се занимавало повеќе со сточарство и со нашиве, сите тие кои што биле работно способни, одели на печалбарство во европските земји. Ајде да врата малку на таткови сега, затоа што ќе го споменеме монографијата и за него меѓу другото напишана. До ден денес се зборува за него како за голем анџија. Видите со што се занимавале во селото. Ајде да го споменеме тука и пекарството. Бил многу познат пекар. Знаете ли, можеби ви раскажувал и од кога го научил тој занаетот? Токму тоа сакам сега да го кажам. Мојот дедо Неделко како младо момче заминало на печалба во Софија, во Бугарија. Така да тој таму го научил пекарскиот занает, враќајќи се по една година во Велмевци, отворил фурната Јанот во село Велмевци, каде што ги снабдувал селаните со прехранбени артикли. Сега, од дедо ми Неделко, исто така и татко ми го научил тој занает. А дедо ми Неделко кој што... Што ништо сакам да прашам, дали можеби од таткови, вие сте биле 8 деца, од кои што 6 преживеале во тие тешки времиња. Дали можеби вие или пак некој од вашите браќа и сестри го научија занаетот од таткови или сепак пекарството заврши пред 45 години кога и вашиот татко е починат? Токму така, тоа пекарство заврши тога и преку... Криво ли вие можеби? Пред 40 години тоа заврши затоа што ние како деца сите кои што заминавме на школување и сите со своји семејства, така да тој занает кај нас не успеа да се афирмират, него имаме ние сега тука само една афирмација кој што имаме продавница за земјоделски производи. И се уште се наоѓа таму? Туку се наоѓа местото на Стариот Ан. На Стариот Ан, таа се наоѓа така. Во вашата монографија забележав дека презимата на вашиот татко Трајан се менувало. Кој како ќе дошол на власт во Македонија, така и на тој начин располагал со богатствата на нашата земја, ама и со идентитетот на луѓето. Дури и вашиот дедо Неделко се соочувал со непријателот. Како се чувствувавте вие додека истражувавте ништо се минала нашата земја преку судбината на вашите предци, на дедото Неделко и таткото Трајан, кои што се бореле да ве одгледаат, да се снајдат некако во тоа многу детно семејство, да има леп за сите? Така во тој период на време стварно презимината се менувале, која власт ќе дојде така во нашава земја. Посебно мојот татко во последно време
кој што откривав јас се презиваше како Блажевич Трајан, а за Неделко немам податоци, а за татко ми имам податоци, а после тоа се опре и тоа дојде како Блажевски Трајан. Ви се пожалили некогаш таткови за животот? Еве кога се зборувавте и се ви кажуваше ли каков бил животот? Да прехрани 6 деца, да оди постојано пеш со магарето од едно место до друго место. Како се живеело тогаш во Македонија, господин Кирило? Тога и во тие услови многу тешко се живеело, затоа што татко ми, кој што го наследил занаетот од мојот дедо, како анџија, тој прво во Мургашево отворил ан, во кој што ги снабдувал населението со прехранени артикли. Во еден период, 21 година, татко ми се оженил со докадинка Поповско село Вранештица. За среќа или несреќа, тие немале деца. Скоро 3 години. Една стара жена, на татко ми го сретнува и му вика, вие чедо немате челат. Него, ако се преселите од Велмевци, вие ќе си имате колку сакате дечина. Така да татко ми, таа му рекла, ова ви го кажувам сега, а ваше што ќе направите. Татко ми 24-та година се преселува во село Мургашево со мајка ми, така да 25-та година се раѓа првото дете, а 39-та јас се раѓам последното 8-о дете, од кој што 6 живи и 2 умрени деца. Така да татко ми во анот, кој што го располагал, имал едно радио Филипс и тука се збирале сите наши соселани, и албанци, и македонци. Сите проблеми кои што требало се решаваат во нашето село, се решавале тука. Велите, во селото имало соживот, се почитувале и македонци, и албанци, и албанци. Тука сите одлуки се носиле во анот кај татко ми. За потребите на сето село, за потребите ако треба некој да се помогне и така натаму, да му се даде заем во селото, тука се решавале сите тие проблеми. Имаше еден најголем пријател, татко ми, кој што имаше соживот со него, беше господино Мето, стар Мургашевец. Со него ги решавале сите проблеми во нашево село. Уште нешто имам од биографијата што ми е многу интересно и како еден феномен од тоа време. Со вашето раѓање дури, во домот на вашиот татко и мајка дошла сестрата Милица, која што претходно била дадена 6 години на чување на бабата и дедото во Мургашево. Што значи дека вашите родители Милица не ја гледале, едноставно имале други деца и така. Дали било тоа порано и практика? Ако не можат родителите да ги изчуваат сите деца, зашто се многу, па да ги дадат на бабата, на дедото, на блиските и така натаму, и сте разговарале сигурно со сестра ви Милица. Какви биле тие времења за неа кога била одделена од родителите затоа што не можеле и не за да чуваат баш во тоа време? Токму така, пошто ние сме биле повеќе деца и морало тоа така да биде. Сестра ми Милица, која била постара, таа била појдена кај баба ми Минојца, таа наумка во Велневци на одгледување скоро 8 години и таму го завршува основното образование. Тоа било пракса од причини што ние сме биле повеќе деца, не можеле нашите родители да не исчуваат. И затоа тоа пракса била и тога, и веројатно можете и сега. Ама вие сте биле среќа, господин Ѓуро, кога сте се родиле, вие Милица ја вратила, така ли било? Така е. Татко ми кажуваше, и сестра ми Милица ми кажуваше дека татко ми бил вежба во Кичево. Кога сум се родил јас, езел не се донесол и таа кога дошла во Мургашево не можеле да се познат мајка ми и сестра. Кога монографијата ќе се чита, јас имам информации од многу вака постари жени што ја прочитале во овие 2 месеци, дури му иди солзи на очите зошто така челата била одвоена 8 години од својата. Да ви кажам, и мене така ми дојде кога го читав. Семејството Трумановци. Прекарот го добива на многу интересен начин. Кажете ни како вашиот татко станал познат како Труман, Трајан Труман, и до ден денес и монографијата меѓу другото така се вика Трумановци од Мургашево. Токму така. Во 1947 година Народното собрание на Република Македонија донесла одлука на 31.47 година во службен весник број 2 носит одлука дека Демихрисерската околија се формира со 40 населени места. За прв председател се поставуваат Цветан Илиевско село Заштев, а тогај во Америка бил на власт од 45 до 53 година Хари Труман, кој што донирал хуманитарна помош тогаш во Југославија, така да стигнала и во нашата општина.
Председателот на општинава што бил Цветан Илиевски имал поверење на татко ми и целата таа помош му е дал во анот, така да татко ми е донират на сите селани и на целата таа општина наша. Таа хуманитарна помош била со облека, прехранбени артикли, тоа било јајца во прав, млеко во прав и така натаму. Во еден момент таа помош престанала. И сега селани видат кај татко ми надуќен барат сите тие артикли кои што ги донирал до тој. Во тој момент снемало и така рекле дека Труман нема повеќе јајца, нема донација, нема храна и така останува името Труман од 53-та година навака и нашите поколенија и досега тоа. И затоа книгата е Трумановски Мургашево. Поколенија, многу сте горди на внуката Јана, која што многу убаво пее и која што е дел од лозата на Трумановци. Вашата книга, таа монографија за која што сте го замолиле господинот Киро да ја напише, раскажува за една богата семејна лоза, заминале од овој свет. И вашиот татко, Трајан, пред 45 години, колку што се запознав со вашиот живот, и вашата мајка Дукадинка, 2 години претходно заминала од овој свет. Меѓутоа, монографијата завршува дека за човекот не се зборува по тоа колку пари имал или, не знам, некои други богатства, туку се зборува за тоа какви дела правел, дури бил жив. Кои се најголемите дела на таткови по кои што сите и се уште 45 години по неговата смрт зборуваат за Трајан Труман? Так, прво најголемо дело е што изгледале нашите родители Трајан и Дукадинка, 6 деца, ги школовале, ги насочиле во прав пат, така да тие сите наши деца формирале своји семејства, така да оваа лоза сега кое што ние имаме и кое што во монографијата е искажано столбот, представуваме околу 60 членови. Мој аманет на моите внуци и паравнуци да овој столб биде дуплиран и така да тогај ги замолувам, ако веќе нивните родители му пренесат, да после 120 членови на нашава фамилија, на нашиот корен, извадат втората монографија Трумановци број 2. Кажете ми, сакате рековте и да се заблагодарите, да кажете нешто за крај, како ваш поздравен говор до сите гледачи? Сакам да се заблагодарам на сите кои што учествува во оваа монографија, на авторот. Еве Јана, знам дека сакавте посебно да ја најавите вашата внука. Кој што беше мој пријател, Чиро Стеријата, кој што многу допринесе за оформување на оваа книга. И исто така сакам да се заблагодарам на сите учесници кои што беа на мојата промоција во Демир Кисар на 19.11.2017 година и му ја честитам на сите нив, му ги честитам новогодишните и божичните празници со една убава песма од мојата внука Јана Блажевска. Господин Киро, ми беше чест што бевте денес заедно со вас. Почитувани гледачи, видовме една преубава биографија за една семејна лоза која што се уште живее, оставила голем печат за нашата земја и како што спомена мојот колега претходно во репортажата за Велмевци, да, велмевчани се горди луѓе, патриоти кои што ја сакаат својата земја и се борат за неа, се дури се живи. Во продолжение ќе имаме можност да погледнеме и една интересна репортажа од колешката Рената Блажевска, која што се однесува на актуелниот период, кој како што веќе самите некако гледаме сите не сплотувани прави убави моменти, токму затоа Рената Блажевска посети уште еден новогодишен